Почитувани колеги пратеници, денес пред нас е програмата на владата во формирање. Ова е програмата на владата која достави мандатарот и навистина вчерашниот ден помина во тоа дека чувствуваме едно разочарување заради понижувањето што го има кон ова собрание во делот на закажувањето на седницата, меѓутоа толкава програма и заслужуваше и толку време без навреда, меѓутоа успеавме да ја разгледаме, да ја анализираме и јас во делот на дискусијата согласно моето време ќе се задржам во делот на економијата, меѓутоа ќе одам во делот на она што дел по дел го имате вие наведено во самата програма и зошто сум скептик дека е возможно на таков начин остварување. Затоа што барав да има опис, да има агенда, да има рок, да има финансиска конструкција. Тоа ќе ми дадеше сигурност да кажам дека е сериозна самата програма и посебно во делот на делот на економијата. И во делот на неколку персонални решенија во тоа што како кабинет вие го нудите, зошто сметам дека дел одредени министри, значи со одредена исклучок, не се во можност да одговорат на висината на задачата и она што се бара, односно одговорност, а да се дистанцираат од политичката поврзаност што вие во делот на вашето излагање го кажавте на крајот од одговорот. Дека ќе бидете фер, ќе има заедништво и ќе подадете рака за сите. Тоа го очекуваат граѓаните. Значи, во делот на ќе се работи на поврзување на домашните предпријатија со странските технолошко-индустријски развојни зони. Јас тоа го поврзувам, го поздравувам. Меѓутоа не можам да го поврзам со што вие не убедувате нас дека ќе го остварите. Затоа што е ова мерка што во изминатиот период владата на ВМРО го направи. Веќе 500 домашни компании го работат тоа, иако бевме длабоко критикувани за големата заложба на странските директни инвестиции, односно она што се троши во изнаоѓањето на тоа, макар што во изминатиот период имавме 2 милиарди и 600 милиони странски инвестиции. И всушност во овие 500 домашни компании остваруваат повеќе од 50 милиони евра доход и нови работни места. Значи тоа не е некој нов проект, меѓутоа требаше да ме убедите со начинот на кој вие тоа ќе го остварите. Посебно внимание владата го имате во програмата, ќе посвети на зголемување на вработеноста во економијата, односно 16.000 единица во тој сектор, во приватниот имате, и тука без јасна дефинирана методологија, што го очекуваме во програма како треба да го направите, и ме асоцира на една голема шарена лага. Во минатото ја имавме по еден вработен од секое семејство, така да одговорна влада, одговорни политичари ни сушност презентираат мерки како тоа ќе го остварат. И тоа ние го имавме во нашата програма и така го остварувавме во делот на ослободување од плаќање на придонеси на млади 20 години, 29 години млади, самовработување, кредитирање и слично. Значи тоа мора на некаков начин ние штом веќе гласаме, односно гласаат вашите, а ние треба на некој начин да видиме и сме гласот на граѓаните, бидејќи сме опозиција која будно ќе ве следи. Јас тоа одговорно го кажувам од оваа говорница и мојот мандат ќе го завршам како пратеник кој чисто, одговорно, педантно ќе следи што вие ќе работите. Праведен даночен систем. Значи, во овој дел имате воведување на персонален доход, ќе го поправите, односно 10 и 18%, 10 ќе оди за мнозинството граѓани, а 18 ќе се воведе како дополнителен на лица со највисок доход. Значи, ние бевме и пофалени, и односно рангирани за рамниот данок од Светска банка, Doing Business во Европа, извештаите кога ги анализиравме, јас сум пратеник 6 години, една од главните придобивки беше рамниот данок. Зошто во овај дел се враќаме назад? Оставаме простор да царува сивата економија и даночната евазија.
Тоа мене ми прави забуна. Тоа мене не ми дава всушност некоја сигурност дека во овај дел ќе одиме напред, односно вие некоја реформска мерка тука давате. Не ми дава, всушност е антиреформска. Укинување имаме на максималната граница на плаќање на придонесите на плати. И молим те, вие имате човек, еве, од бизнис заедницата, укинување на горната на придонеси, мајки во предвид на личните примања на професиите, односно на топ професиите. Значи, овде во овај дел пак имаме стимулирање на сивата економија и данъчната евазија. Во делот на стапката на данокот на имот, односно со пазарна вредност повисоко 400.000 евра, се зголемува за 0,1% поен. Ова всушност значи дека новата влада ќе го зголеми данокот на имот за минимум 25%. Консултирајте се со бизнис заедницата, мислам во овај дел не смееме да се враќаме назад. Она што е добро, јас очекувам дека вие како нова влада ќе настојувате да го продолжите понатаму. Таму каде што сметате дека треба некоја реформа, а имате контакти со граѓаните и сметате дека ние на некаков начин сме го направиле погрешно, тука реагирајте. Нови работни места и повисоки плати, во делот имате 64.000. Значи ова е тотално иста од нашата програма, ние имаме 70.000, меѓутоа за разлика од тоа имаме некоја еден кредибилитет, да кажеме, кон граѓаните, бидејќи ние тоа сме го оствариле, 160.000 нови вработувања, меѓутоа, ајде да видиме. Била стапката на невработеност 38, е на 23, очекуваме, доколку вие се декларирате реформска влада дека ќе ја намалите, односно со мерките. Овде слушнав од еден од колегите, стана и кажа дека не може развој со градење. Значи, бруто домашниот производ е тоа, странски инвестиции, градење, градежништвото, тие се основните компоненти кои го прават, односно имаме развој и раст. Вие на тоа ќе се темелите, гледам овде дека ќе имате 5% бруто домашен производ. Меѓутоа, едно имаме контрадикторно значи со минималната плата и во делот со исплатата 30.000 денари. Значи, пресметката сигурно е дека со 5% не може 30.000 денари. Значи, мора 8 до 10% нешто раст на бруто домашен производ. Значи, видете во тој дел и буџет, дополнително треба пола милиарди евра во буџетот да имаме, за да може да се оствари тоа. Ми остават одредени забуни во делот на економијата и сакам во тој дел да... И уште една контрадикторност. Стимулирање и отварање на подобро платени работни места, а во исто време имате хаотичен предлага повисоки оптоварувања кај изголемување на даноците на топ професиите, имавте предходно, а во исто време имате поддршка на овие со високи плати. Значи, тоа се две што можда е различно, меѓутоа е контрадикторно и во овој дел прави забуна. Имам уште неколку компоненти во овој дел, посебно во делот на поддршката, имате за малите и средни предпријатија, тој проект го имавме и ние, 350 милиони евра беше поддршка на малите и средни предпријатија, вие имате 20 милиони, односно до крајот на мандатот 50 милиони, добро е да се работи на ова и многу е важно реинвестираната добивка. Значи тоа се враќа назад, знаете, во бизнис заедницата, така да за економија, ако негде може ВМРО, макар не направено во многу сегменти, не може тука да се оспори, тоа е во делот на водењето на економијата, во делот и во извештаите, кога ги разгледувавме, јас бев во сите комисии, имавме најдобри препораки од Европската комисија. Друго, многу е важно, значи очекуваат граѓаните дека ќе ја почитувате гаранцијата што ја дадовте пред председателот. Значи, тие дискусии што тука ги водевме, јас бев оштра во дискусијата, го барав тоа, вие седевте таму и кажував, не, треба да зачуваме унитарноста и треба да сме заедница на сите, значи ние сме мултиетничко општество, треба сите граѓани да минуваат под еднакво право. Тоа ќе го очекуваме и бараме од вас. За персоналните решенија имам дилема само околу Оливер Спасовски, тој не беше наш колега, меѓутоа кога беше
технички, Сугаревски, извинете, технички, не, Оливер Спасовски, Министерството за внатрешни работи, направи многу поместувања и тоа беа политички. Значи тоа не сме во една таква институција и до Министерот за надворешни работи мора да биде. Нема проблем, ви благодарам на вниманието. Можам и доколку има реплика да кажам. Ми беа конструктивни и сакам во овој дел да разговарам. Благодарам.